Денеска, почитувани, го имам тоа задоволство да представам еден човек кој што се занимава со многу редок занает. Можеби и единствениот што се занимава со кожарска работа, меѓутоа работи сувенири, многу мали, прецизни работи и така натаму и така натаму. Бевме договорени со него да се видиме во Куманово, бидејќи тој е од Куманово, меѓутоа еве се случи за време на Великденскиот панаѓур во Битола да ја оствариме таа средба со него и да се запознаеме со се она што тој научил, како научил, кој го научил и што денеска представува овој занает. Добар ден. Добар ден. Може прво да ни се представите име, презиме? Јас се викам Ќазим Скендер, иначе сум од Куманово. По професија сум погонски инженер, меѓутоа мојата работа, односно тоа што го заврши, никогаш не сум работел, а овој занает сум го научил затоа што мора да го научам и јас сум самоук. Никој во семејството не се занимава со ваква работа? Не, Ниту од соседите некој за да може така да се пренесе љубов, да шима малку? не, Не. не. И како ви се роди идејата? Баш или токму со еден ваков занает? Случајности во животот нема. Меѓутоа, еден мој братовчет купил една куќа и си замина. Куќата беше сосема празна. Позади вратата имаше неколку шаблони, што во тоа време јас не ги знам што значат тие шаблони. Кога ги зедов шаблоните и ги склопи, видов дека тоа е жаба, односно мокасина. Тогаш ми се створи една желба голема да направам да бидам папучар, да работам со папучи. Меѓутоа, папучите бара многу повеќе алати. Значи, требаше да имаш и калапи, треба да имаш и модели, што во тоа време јас не може тоа да си го приуштам. Меѓутоа, почнав за прв пат со привезоци. 3 години поред работев привезоци. За сите бранши, починејќи од лебари, такси, разни други компании, клучари, значи за секој бранша тако привезок има. И толку години се занимава исклучиво само со привезоци. Со тек на време почнав да шетам по погоните и по големите мајстори кои веќе беа на овој занает многу појаки. Меѓутоа, имаше луѓе кои ми помогнаа во оваа бранша, ме упатија ми рекоа дека таа работа бара повеќе неколку други работи. И така полека јас еве од тогаш наваму 15 години ја работам оваа работа. Меѓутоа, најповеќе ми помогнаа опинчарите во Куманово, бидејќи Куманово е познат пчеларски опинчарски град. Им се заблагодарувам во оваа прилика на сите тие што ми помогнаа, ми објаснија многу работи, меѓутоа желбата моја беше најголема и затоа достигнав денеска до тука што сум. Претежно се занимавам со опинци и миниатурни други привезоци.
Кога Роми Ацевски, мојот пријател, ми кажа дека сте имале некаква врска и сака да ве донесе во Битола, јас претпоставував дека од Куманово ќе донесете едно чудо машини, преси и така натаму и така натаму. Меѓутоа овде сега гледам еден ситен, многу ситен, но веројатно и прецизен алат. Може да ми кажете сите овие работи со кој или со каков се алат ги работат? Со големите машини работат индустријалците. Индустрија голема, кои сакат, значи, голема количина да направат. Јас сум занечија, односно ситничар, овие се ситни мали работи. За мене ми треба овие мои прибори. Еве како што ги гледате тука, тоа се змбички, секачи, ова се вика преврталка, односно расцветалка, бидејќи ќе видите кога ќе работам сега, ќе расцвета некои работи таа. Еве еден пример да видиме дека таа работи и зошто служи. Во ова ситуација, еве ние вака ќе направиме. Ова се вика целтекс. Исклучиво се користи за чевларите и опинците кои се работат. Ова е специјален материјал, односно табаница која се врши умпакување. Јас во ова ситуација ќе направам еден пример да видите како се врши умпакување на чевлите и на овие мали работи. Еве зошто служи ова расцветалка. А ова сега да ми кажете, ова ќе биде сега се комплетно ќе излезе една ваква плечка, еве ова ќе излезе. Јадранка, така? Јадранка, така. Еве зошто служи таа расцветалка. Се става окцето. Од другата страна со расцветалката. Значи, овие мои белеси се работат на таков начин, еве кај што е расцветалката, го расцветила окцето. Мај да покажеме тоа малку. Еве. Значи, ова како замарување. Баш така на некој начин. Паѓање нема излегување. Нема излегување. Одим се понатам да видиме од овие алатчиња што ги употребувате, кажете ни за сеј понешто. Јас имам многу алати дома, меѓутоа, убаво рековте вие, дека јас не можам да понесам се тоа, ми треба повеќе време и простор, да бидам тука со вас, да работам на отворено. Јас учествувам секоја година во Хрватска, односно во Дубровник. Ме викаат по повод еден историски фестивал. Тие имат една многу убава и голема замисла. Даваат 4 метар работен ова штандови, на кои од тој штанд 3 метра вршиш промоција на твоите артикли, а на 1 квадрат работен простор. Промовираните артикли не смееш да ги продадеш, а посакателот што сака се, како сега, тука што ги имам, да дојде да каже, господине, јас сакам да ми направите вакво. И јас мора тоа да го направам тука на лице место, бидејќи не смеам тој артикл готовиот да го продадам. Тој начин сака така. Сака да се таму има интерес за вакви работи, сакаат и доаѓаат луѓе гледаат? Па Дубровник е туристички град, посетен премногу и затоа има многу голем интерес. Еве сега ќе видите како јас ќе умпакувам ова табаница, се вика, па потоа ќе избушиме и ќе направиме една јадранка.
еве како се врши умпакување сега. Ова треба лепакот малку да постои, него ќе го почекаме малку да постои. Сега додека тоа постои уште малку и гледаме алатчиња, Така, така. Па некој збор за секој алат да видиме тоа. Може овој секој човек да го има дома овој алат, Може. така? Овој Меѓутоа алат- сега за да се направи осен не само алат, сака и нешто друго. Што е тоа друго О- што треба да го има човек за да може да ги прави овие работи? Овој алат го имам земено, односно поклон ми е пред 10 години од еден мој добар пријател, донесен од Германија, се викаат, ние кумановците ги викаме дзмби. Значи, овие се забушени од единица до 10к. Значи, ова е 1 милиметар. И почнува до 10 милиметри, односно 1 сантим ширина. Како што ви видовте сега што направи со окцето. Овој алат служи за врнчење. Врнчење, сега ќе ви покажам што значи. Ако јас овој цел текст, односно кожа треба да биде, ќе се избуши вака. Па се зима ласа. А ласа е врвка кожна. Еве ние ќе искористиме во ова прилика ова ласа. И ако сакаме нешто да украсиме, тога со оваа ласа вршиме украсување. И еве како тоа изгледа. Еве што значи врнчење. Со ова се украсуваат понекогаш овие мои артикли, зависно кога и како треба. Почесто, еве тоа е, ова ала служи за тоа. Овој другиот алат е исто за украсување, се вика солзичка. Еве како изгледа таа солзичка. Еве на оваа кожа, ние ќе направиме една солзичка. Ако сакаме да украсиме нешто повеќе, можеме да направиме крс, можеме да направиме цвет. Еве во ова ситуација вака има. Еве како се шара. Овие се примитивни алати. Машински не се. Еве како изгледа. И се добивме цвете. Уште едно само. Ваму, вака. И добивме една, може би да кажеме, некоја детелина. Така. Сега ќе ја умпакувам јас ова табаница. Еве како се умпакува. Тоа преки што чакавме малку да се... Така, да се требаше суши лепако да... Овој процес на работа се вика умпакување. Мајсторите кои работат обавезно имаат малку поголеми ногти, бидејќи тие ногти им служат за да си помогнат самите кога работат. Во ова ситуација, еве и јас си помагам со моите ногти. Само на овие 4 прста. Еве сега ја умпакувавме ова табаница.
Сега со змбичка ќе направиме ситуација ќе употребиме една плетеница. Ова плетеница јас не ја работам, признавам, ги работат моите две керки. Ова е наш домашен терк. Еве како изгледа една плетеница која нема крај. Ни лево, ни десно, а веќе е плетена. Меѓутоа, нивната визија јас се искористи за една некоја друга работа. Сега еве, во ова прилика вака има да биде. За да направиме една, како рековте вие? Јадранка. Кај нас ги викат Исусовка. И така, јадранка, и јадранка. Еве вака сега. Овој занет го работам 15 години. За прв пат учествував 2005 година во Чифте Аман во Скопје по повод еден новогодишен базар. И од тогаш во Рамстор пред 4 години имав хуманитарна продажна изложба за деца без родители во покровителство на Црвениот крст на Македонија, односно општина Карпош и јас. Хуманитарната продажна изложба траеше 8 месеци, а средствата беа, како што реков, наменети за деца без родители. Еве сега, полека, доаѓаме до некој крај. За ова јадранка треба уште едно умпакување, уште една табаница. Меѓутоа, во овој случај јас имам една готова. Еве, таа ќе биде црна, бидејќи малку контра да биде, за да биде упадне. Сега ќе причекаме малку да се истуши овој лепак, за да може да ја залепиме. Сега дека се исуши тоа е. Добро. Сега се што ние од вашите вешти раце можеме да добиеме. Ова се миниатурни опинчиња, сувенирче, која не потсетува на времињата кога се носеле редовни обувки, така? Овој материјал се вика окраина. Специјално за опинци, како што се големите. Ова е козјача моментално тука за миниатурите. А ова тука што гледате се вика окраина. Процесот на работа за еден опици има повеќе. Првиот, се намочува, се мокри кожата. Има шаблон каде се вади кој број сакаш да направиш. Додека е кожата, мека, бидејќи е намочена, влажна, се крои. Потоа, има едно специјален секач вако, меѓутоа тоа е само некаде околу 5 мм. И таа табаница што ја искроивме, ја бушиме. Потоа го работиме овој процес, како сега што ви го кажам,
врнчајне. Значи, табаницата ја врнчаме. Од кога ќе ја врнчаме, таа се собира и бива мала. Тога се става на калап. Потоа почнува ткаењето. Ова тука се вика ткаење. Откако ќе заврши ткаењето, се прави каишче со тока и се става на калапот. И почнуваме да го работиме. Овој процес тука на крај што е, се вика свракина нога. Затоа и личи како на свракина нога. И тогаш опинокот е готов. Се става на сенка, каде што е проветрување појако, за да може да се исуши. Штом ќе се исуши, се вади калапот и останува тако како што е опинокот. Веднаш да кажам дека јас сум најмладиот чирак во Куманово. Иако имам 58 години, јас сум најмлад чирак, се уште. Се ова што го научив од постарите мајстори, сигурно дека поголемиот дел јас си го соврши, веќе имам некои мои артикли кои се мои, а опинците ги научив од опинците од постарите мајстори кои сакаат да ми покажат. Кај нас има мајстори, меѓутоа за жал, тие се многу стари и од ден на ден овој занает во Куманова се повеќе и повеќе изумира и опаѓа. Затоа и реков дека јас сум најмладиот чирак, за жал, најмладиот чирак во Куманово. Дел од ова што вие го имате овде денеска, представено пред граѓаните на Битола, го работат вашите ќерки. А дали некој друг го прави ова што вие сега го правите, освен ова ќерки што го прават денес? Сакате да кажете дали не ми помагат во другата работа? Дали утре други имате некој наследник? Не, за жал има момче кој има 21 година, меѓутоа мене ми е жал, бидејќи не му лежи овој занет. Не му лежи овој занет. А дали некој од страна, да речем, што не од вашето семејство, така дошол да се распроша, да проявил желба и интерес за овој занет? Па за жал, сега младите немаат некој голем интерес за да работат вакви работи, меѓутоа мора да бидеме искрени, бидејќи увозот на некои артикли го упропасти и занаетот на нашите стари занаети, на македонските занаети. Ние сме познати во целиот свет, се знае дека опинокот е етно-македонски и не може никој да го работи друг. Утре кога вие нема да работите, да ќе смета дека ова ќе изумри така? Мислам повеќе месеци дека годините ми проваѓаат и дека мора да го дадам овој занет на некој момче кој ќе биде вредно и кој ќе сака да го работи, меѓутоа има интерес на некои мои пријатели и децата кои се помлади, околу 14 до 15 години, и имаат интерес да го работат. После ова, значи после ова сезона, бидејќи сега е сезона на ова работа, ова моја работа е сезонска. Јас работам само 3 до 4 месеци годишно, а потоа нема никаков интерес. Значи, како ќе почне мај и да кажеме до при крај на август, има интерес, луѓето бараат, порачуваат и така. Меѓутоа ме радува најповеќе што излегувам и надвор од државата, одам во Србија, во Црна Гора, одам во Хрватска секоја година, како што ви реков. Во Битола најмалку сум по 3-4 пати годишно тука. Струга делумишно е моја, Охрид делумишно е мој и така.
Ете, почитувани, тоа беше денешната емисија. Денешната емисија во која што се обидовме да прочитаме малку и да кажеме нешто повеќе за еден занај што многу малку или можеби никој друг не го прави, освен еден исклучително добар мајстор од Куманово. Чирак и покрај 55 години. И 58 години, човек кој што, да речеме, само што посакаме да разговараме од срце, го прифати тоа како предлог, ни покажа се што работи, како работи, така натаму и така натаму. Не се надеваме дека ова што сега го прикажавме, веројатно ќе предизвика некој од помладиве, ќе побуди некаков интерес кај некој од младите и доколку некој навистина посака да го научи овој занајот, чиракот, односно мајсторот, ни е на располагање во секое време да го направиме тоа. Точно така.